Доктор Славица Арсова, психијатар во Универзитетската клиника за психијатрија при Клинички центар Мајка Тереза во Скопје. Здраво. Добре дојдовте. Здраво. Добро ве најдов. Прво прашање ми е колку ќе откачиме кога ќе заврши кризата, тоест колку ќе бидеме, дали паметот ќе ни биде малку... Тешко прашање. Не знам дали ќе откачиме, арнава може ќе станеме подобри како луѓе. Оти како што би се рекло, нели кризата е мач со две уштрици. Од една страна ќе не погоди и не погодува веќе, се наоѓаме во криза и сме погодени сите, кој помалку, кој повеќе. Ама од друга страна не прави појаки и поспособни да се справиме со наредна немила ситуација, да кажам. И затоа се вика дека е меч со две уштрици. Така да дали ќе не направи по-лоши, да кажам, или со повеќе психички потешкоти, или напротив, може ќе не направи поспособни. Иако јас сум доктор, например, и јас исто не гледав толку сериозно на самиот почеток, дека таму е негде далеко, ето се све одбрани, кои што ни се случуваат во првата фаза кога се наоѓаме, да кажеме, во некоја ваква ситуација, и тоа е нормално и тоа е очекувано. И се после доаѓа период кога викаме да, вистина е, се случува и дај што побрзо да го прифатиме и да се адаптираме, односно да се прилагодиме на оваа нова ситуација. Сите емоции кои што се здрави, кои што се нормални, кои што се природни, се присутни во оваа ситуација. Така да не е забрането ние се да се радуваме или да пееме или да сме весели кога има нешто весело или кога има нешто убаво, или кога нешто убаво ни се случува или кога ќе видиме нешто што е радосно. Така да тоа гледање розово или гледање оптимистички би се рекло подобро би било, односно дека се ова ќе има сепак позитивен крај, односно дека ќе има хепи енд. И зошто? Заради тоа што доколку поинак другата страна која зафатиме, тогаш недовербата и недовербата ќе даде можност, ќе му даде можност на стравот да не преплави. Доколку не преплави стравот, ќе се вкочаниме. Значи ќе се парализираме. Односно живот во страв не е страв, нели? Тогаш не можеме ништо да направиме, односно да направиме да ни биде подобро или полесно да се справиме со ова или пак да се заштитиме од можната зараза. Најблаго кажано, односно ќе се однесуваме неразумно, па така ќе се изложиме на ризик да бидеме или ние заразени или да заразиме некој друг, или пак да бидеме по-подложни, да кажеме, да не зафати таа болест или полоша да се справиме со сето тоа. И за седиме дома, нели, не одиме на работа. Работата на некој начин за некои луѓе може би била и излез од некаква ситуација, сега карикирам, може он со жената не се сака и кога оди на работа си вика леле супер, сега таман нема да ја трпам ова, а сега мораат да седат заедно, да речеме, и разни такви ситуации. Што во ситуација кога на човек не му се седи дома од X причини, а мора да седи, како да се справи со тоа? Голем дел од луѓето очекувано е да има таков проблем. Да им се јави таква нетрпеливост, да кажем, или напнатост, односно што ќе правам цел ден дома, сам или со жената, или со сопругот, или со фамилијата, со било кој. Или замисли со 3 деца мали, леле. И па се враќаме тогаш на оноа дека адаптација, нели, односно прво е рационална обработка на ситуацијата. Ситуацијата налага така да се однесуваме, тоа е вклучуваме разум. И после бираме механизми кои што се корисни за нас, за полесно да ни биде вака изолирани, да кажеме. Да не се дружиме, да седиме дома, да сме лимитирани во однос на нашата комуникација, нели? И што би можело да се направи? Може да се направат многу работи. Доколку со партнерот или партнерката не ни било баш добро, може да подобриме. Односно да вклучиме креативност, да вклучиме фантазија, да бидеме поимагинативни. Тоа е корисно прво за нас, втори за нашиот однос и секако тоа ќе биде добро заради тоа што ќе се намали тензијата, ќе се намали потрошна напнатоста, ќе се подобри релацијата, ќе се научиме поинаку да комуницираме, ќе изнајдеме решенија за евентуалните конфликтни ситуации кои што постоеле претходно и ќе се отвори врата, односно ќе се отвори простор за љубов. А тоа секогаш душата ја исполнува со убаво чувство и ни прави нас да се осеќаме среќно, задоволно, значи да бидеме не напнати, раздразливи и нерасположени, напротив, да сме радосни, расположени и едноставно спокојни, да ни е убаво и во домот. Доколку живееме сами или во повеќе члено семејство, истото, значи социјалните вештини кои што се подзаборавени од современиот начин на живење може да се возобноват. Значи оние порано што сме ги користеле повеќе, а кои што сме ги подзаборавиле токму заради тоа што или сме постојано на работа,
имаме постојано нешто да завршиме, некаква си работа и така натаму. И забораваме како се комуницира. Кога ќе влезеш дома, да му кажеш на тој што живееш со него или на тие што живеат со тебе како си, како го помина денот. Па ајде заедно да правиме ручек. Па ајде заедно да ручаме, па додека ручаме да споделиме како се чувствуваш. Дали тебе ти е тешко во дадената ситуација? Дали ти се плашиш или имаш некакви други емотивни доживувања? Како ти било порано различни видови на спомени, сеќавање, едноставно да правиме споделување. Споделувањето е многу корисно. Значи, кога ќе поделиме маката, дали е на 2, на 3 или на 4, станува помала. Каква и да е. А во оваа мака сме заедно. Пораката за мене е многу јасна. Да си работиме на себе си, значи на личната некоја си ментална хигиена, ама и да работиме на релацијата со сите други, да ги подобриме овие работи. Да, релацијата секако, заради тоа што и доколку се плашиме, сите се плашат. Значи не постои човек кој што не се плаши доколку е загрозен на било кој начин. Ама ако ќе му кажеш ти на блискиот дека страв ми е, и тој ќе ти каже дека му е страв, веднаш се дели тоа. Таа непријатна емоција, како да кажеме, која што е сосема природна и има заштитна улога, да не заштити. Да не заштити, да не влеземе во ризик, нели, да миеме раци, да се штитиме, да бидеме на растојание и така натаму, да почитуваме препораки. Многу ви благодарам. Благодарам и на вас.